Актуелната ситуација со коронавирусот во земјава се користи за ширење на лажни вести и непроверени информации на социјалните медиуми и дел од интернет порталите, велат експертите. Затоа сметаат тие потребна е внимателност пред се од оние кои креираат јавно мислење, а не трката по што повеќе кликови да биде над се. Новинарот Горан Момировски вели дека лажните вести во време кога светот и Македонија се борат со оваа пандемија се исто толку опасни колку и самата зараза. Нив не ги пласираат само медиумите, интернет порталите кои ги има стотици во нашата држава, нив ги пласираат и поединци неодговорни лица на социјалните мрежи. Оттаму тие со молњевита брзина се прошируваат и стигнуваат до граѓаните ширејќи непотребна паника. Се разбира дека една ваква ситуација е исклучително опасна. Од Советот за етика во медиумите велат дека до нив секојдневно пристигнуваат пријави од граѓани за непрофесионално и неетичко известување за коронавирусот. Случајот кој што беше пријавен до Советот за етика во медиумите се однесуваше на неетичко известување од страна на еден интернет портал кој што практично нема направено разлика меѓу рекламна содржина и новинарска содржина и користи еден сензационалистички наслов кој што доколку се прочита буквално така како што е поставен, предизвикува паника дека короната се проширила во некој град во државата. Исто така добиваме пријави кои што се однесуваат на сензационалистичко информирање, понатаму непотребно заплашување на јавноста. Момировски вели дека е потребна голема внимателност од страна на конзументите на вести кои треба да ги проверуваат извориве. Тунева пак дека медиумите треба да избегнуваат сензационализам при информирањето. Неопходна е помошта од институциите да се санкционираат сите оние кои шират лажни вести, особено во ситуација како што е актуелната, бидејќи истите може да предизвикаат далекусечни последици. Се случува да забележуваме како некои медиуми навистина не внимаваат кои извори на информации ги користеле, па така можеби од социјалните мрежи се прелеваат содржини кои што понатаму предизвикуваат паника кај јавноста. Од МВР велат дека од почетокот на овој месец доставени биле 11 известувања до надлежното основно јавно обвинителство Скопје во врска со ширење на лажни вести и паника во врска со вирусот COVID-19. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.